Значи еве ги ефектите, повторно ќе кажам, од блокирањето на ВМРО ДПМН 4 годишно во мандатот на Даниела Арсовска на градот Скопје. А да купеа нови автобуси да не тера и да ги изгласа, сега има нови автобуси и новата градска власт ке се фалеше дека имаат нови автобуси. Сега со старите додека стигнат новите, ева како ги дувате во пули. Бог да. Абе греот од чекот, мислам, тој сега дали да вози, дали да пожарникар да изграва. Ова може да биде многу лесно и страшно. Ова може да експлодира. Ова може да се запали цел автобус. А ако возачот го гаси со устато, значи дека нема ни противпожарен апарат. И за тоа не е виновен возачот, него е виновно јавното претпријатие. Ова е играње со безбедноста, животот и здравјето на граѓаните. Ако не чини автобусот боле, нека има помалку автобуси, значи барем да бидат сигурни и безбедни. Ќе направите некоја белја. Трагедијата е тоа што ова стана секојдневна гледка. Се гледаш дека никој не се потресува, чекаат само да го да дувне тоа и да тераат. Тоа е трагедијата, тоа што луѓето не очекуваат ништо подобро. Тоа што луѓето очекуваат дека ќе се запали автобусот и добро, ќе се запали, ќе го изгасат. Ние не одиме на подобро. Ние деградираме и тоа сме го констатирале овдека. И не само ние, тоа очигледно го констатираше и подпредседателот на владата, господинот Александар Николовски, кој што констатираше дека државата е пред економски крах. Од истите причини кои што ние ги збориме година и пол овдека. Значи ние сме били управо година и пол. Они ни викаа нас не добронамерници, јас само се чудам. Дали сега овие поддржувачите што нас ни збореа дека ние сме лажеле, дали се и на Асо Николовски му викаат дека лаже?